Драги гледачи, добро дојдовте во фудбалскиот свет на третата лига Исток. Започна фудбалските возбудувања во првенствената 2017-2018 сезона, во која ќе се надпреваруваат 8 екипи. Во оваа сезона ќе се игра по четворокружен систем, секој со секого по 2 пати дома и по 2 пати на гости. Вкупно ќе се одиграат 28 првенствени кола, 14 во есенскиот и 14 во пролетниот дел. Ждрепката сакаше во првото коло да се одиграат следните надпревари: Кежовица од Ново село, Брегалница Голак Делчево, Кит Го Пехчево, Зрновка Зрновци, Рудар 1947 од Први Штип, Малеш Берово, Овчеполе Свети Николе, Слог 1934 од Виница. И во оваа сезона продолжува соработката на Ирис телевизија и фудбалскиот клуб Кит Го Пехчево за популаризација на фудбалската магија на добриот стар Исток преку емитување на спортски репортажи од сите надпревари на тимот на Кит Го, како и целосен извештај за резултатите и за активностите во третата лига Исток. Вообичаено и на првиот надпревар во новата сезона, любителите на фудбал во Пехчево имаат идеални услови за следење на надпреварите на трибината, на која се инсталирани седишта, а играчите го имаат убедливо недобриот терен на Истокот, можеби и подалеку, како и новите современо премени собликувални и секако кабините за службените лица. За денешниот надпревар тренерот на Зрновка Спирко Ѓоргиев се реши за следниот состав: со број 15 Петар Зафиров, со број 2 Никола Коцев, со број 3 Иван Јорданов, со број 4 Никола Јованов, број 5 Бошко Ангелов, број 7 Јанте Спасов, број 8 Дарко Лазаров, број 9 Драган Гаврило, кој е водно и капитен на екипата, број 11 Стојче Стојов, број 13 Ристе Савев и со број 16 Филип Тасев. На клупата за резервни фудбалери се со број 1 Љубиша Зао, со број 14 Мартин Симеонов, број 17 Благо Ѓоргиевски, број 19 Мартин Петров, број 20 Трајче Сенов. Тренерот на Кит Го Пехчево Трајче Сенев се реши за следниот состав: со број 12 на голот Тамер Јамаковски, број 4 Иван Колев, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 9 Андреј Симевски, број 13 Миле Денковски, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 15 Владимир Дујовски, број 17 Дарко Нацев, број 19 Мартин Димовски и број 20 Владко Стојанов. На клупата за резервни фудбалери се со број 1 Стојан Богдановски, број 3 Денис Јанковски, број 8 Мики Жежов, број 10 Маријан Ташков, број 11 Антон Ратков, број 16 Бобан Тиквешанац и со број 22 Томи Станоевски. Главен суден на надпреварот е Горан Ѓоргиев, а ќе му помагаат Игорче Богатинов и Даниел Ангелов, сите од Кочени. Делегат на надпреварот е Игор Данилов од Кочени, а контролор Јорданчо Јохан Караколев од Штип. Времето во Пехчево е идеално за игра, теренот исто така, и гледачите со нетрпение очекуваат добра, фер и пресе коректна игра од обете екипи, секако зачинета со голови за кој и се доаѓа на надпреварите. Нема двоме. Првиот центар тегнуваат играчите на Кит Го, кои преку капитенот и голкиперот Андреј Симевски го изведуваат и првиот почетен удар. Тимот на Кит го одигра повеќе пријателски контурни надпревари, во главно со
второлигашки екипи и има позитивен биланс, што ќе рече дека екипата е одлично подготвена и располага со доволен број на квалитетни играчи. Во стартниот состав се наметна и новаилиите Јорданчо Трендафилов, син на некогашниот играч Брегалница, и Дарко Нацев, кој дојде од екипата на Чепалес Свети Николе, како и Владимир Дујовски, кој дојде од тимот на Малеш од Берово. Првата акција на домаќините ветува квалитетна и брза игра. Денковски направи вистински дармар по десната страна, влета во казнетиот простор на гостите, кратко проигрува со Мартин Стојанов, кој пак ја продолжува топката до Симевски. Следи силен, но за жал непрецизен удар за нијанса над голот на Зрновка. Слободен удар од десната страна го изведува Мартин Стојанов. Нафрла највисок во скокот е Трендафилов. Шутира со глава, но над голот. Миле Денковски со протор по десната страна двојно проигрува со Мартин Стојанов, кој одлично ја враќа топката, а Денковски по земја го пронаоѓа Трендафилов, кој во стил на голготер шутира и ја тресе мрежата на голманот Зафиров за водство рано на Кит Го од 1:0 уште во 9-та минута. Кит Го води долга акција од позадина, доаѓа до Димовски, кој проигрува со Трендафилов, а овој додава кон Денковски. Следи шут кон голот на Зафиров, кој е немоќен. Мартин Стојанов за секунда задоцува и ја промашува топката, но за среќа Дарко Нацев будно ја следи ова акција и рутинирано ја сместува топката во мрежата за водство од 2:0 во 11-та минута. Веќе седмиот напад е нова закана за Зрновка. Лазаров е невнимателен, пошто Симевски доаѓа до поклон топка и веднаш го запослува Трендафилов, кој пак одлично асистира на Дарко Нацев, кој постигнува гол за водство од 3:0 за Кит Го во 12-та минута. Корнер изведува Мартин Стојанов, највисок во скокот е Синев, обид со глава, голманот Зафиров во прв момент е несигурен, но во вториот обид успешно интервенира пред стоперот на Кит Го. Димовски очигледно расположен на новата позиција упатува идеален центар шут кон Симевски, кој шутира со глава, но за нијанса над голот.
Нов налет преку Денковски, кој проигрува со Трендафилов, а акцијата ја продолжува Владко Стојанов, кој ја префрла топката на левата страна кон Дујовски, а овој веднаш кон Димовски. Следи идеален центаршут на кој реагира одлично Трендафилов и со акробатски скок во пат со глава зголемува на 4:0 во 23-та минута. Сред од акциите на Кит гол, на брзин изведен корнер, а Димовски нафрла пред голот, но Синев и Симевски не се разбраа најдобро и топката отиде во гол аут. Нов атак на домакините преку агилниот Димовски, кој упатува дијагонала кон осамениот Денковски, а овој тргна силно и упати удар од далечина. Голманот реагира несигурно и стрчува Симевски, но судијата вели офсайд. Слободен удар за капитенот Симевски, кој знаел честопата да изненади од вакви позиции. Удар директно кон голот, но Зафиров брани, одбивајќи ја топката до која најбрзо стигнува Мартин Стојанов, кој пак несебично свртува кон Нацев, а овој пак Итро стрела за веќе убедливи 5:0 во 30-та минута. Хет-трик на Нацев, по кој тандемот Нацев Трендафилов, кој дојде од Овча поле Свети Николи, ги покажа своите реализаторски способности на најдобар можен начин. Нов напад на Кит го преку Денковски, кој одзема топка од невнимателниот Стојов и ја пренесува кон Симевски. Следи проигрување во празно кон Мартин Стојанов, кој е побрз од Јованов и од идеална позиција за гол шутира, но непрецизно над голот. Димовски однова во напад кон гостинскиот голман, кратко проигрува со Симевски. Овој ја враќа топката, следи топовски удар, пошто просто ја закова топката во самиот агол на немоткиот голман Зафиров за водство на Кит го од 6:0 во 40-та минута. Во 43-та минута падна и седмиот гол на овој надпревар. Повторно Димовски во акција проигра со Нацев, кој иако под прекршок успеа да извлече максимум и да ја додаде топката кон Дујовски за нов гол и на водство од 7:0.
И тука некаде беше крајот на првиот дел, во кој гледачите на стадионот во Пекчево видеа една разиграна младост кај играчите на Кидго, кои вистински од срце се радува на секој постигнат гол. Во првите 45 минути Кидго Пекчево Зрновка резултатот е 7:0, со головите на Дарко Нацев кој постигна 3, Јорданчо Трендафилов кој постигна 2 и Мартин Димовски и Владимир Дујовски стрелци на по еден гол. Вториот дел започна без стрелците Трендафилов и Нацев, како и без неуморниот на средината на теренот Владко Стојанов. Очигледно тренерот на Кидго, Трајче Сенев, се реши да ги одмори и да им даде шанса на новолезените играчи Денис Јанковски, Томи Станоевски и Антон Радков. Веќе во 52-та минута домашните се заканија по голот на гостите од Зрновци под центар шутот на Димовски, а луѓатерот на Кидго од минатата сезона Андреј Симиски шутираше лошо со глава над голот. Се атакува постојано кон голот на Зрновка, а вистинска драма во каснетиот простор се случи по обидите за шут на Станоевски и на Мартин Стојанов, но гостите, иако делуваа панично, сепак ја острани опасноста пред голот. Се играше 58-та минута, кога се зголеми водството на Кидго на 8:0. По изведениот слободен удар, гостите преку Сенов на два пати ја сврла топката во поле, за да конечно не налета Дујовски, кој шутираше оддалеку, прецизно и ефектно ја тресе мрежата со неговиот втор гол на овој надпревар. Ali udar je dobro, sad golmanu da li je slab ili ne, udar je dobro. Loše pada. Не измина речиси ни 2 минути, а падна нов гол во мрежата на Зрновка. Димовски повторне во елемент со одлична асистенција, овој пат за Мартин Стојанов, кој рутинирано ја сместува топката во мрежата за резултат 9:0 во 60-та минута.
Има златна кошарка Srbija i това е важно. Hoće pa pominjali ste? Vodiš, a sad ko je od 6? Sad Španija i това, i domaćini, Španija, Turcija. Znači je Finska i 14:45. 14:45. Не можеш тройки ти да минеш цяло време. Rusija su sve kućaci. A Hrvatska, Rusija. Ja me košarka. Ja pripremim što i ja tu. Ajde, ne be, ne. А, Поljska se razmrkla. Da, liga te kvače sad. Zamorno, malko vas svoja. Гостите од Зрновци првата шанса има во 65-та минута, кога Тасев доби топка од позадина, се реши за брза контра, но и Лесинев успеа да го стигне, да ја остане опасноста по голот на Јамаковски и сролајќи ја топката во корнер. Со брза контра возврати од домашните играчи преку Дујовски, кој го проигра Станоевски, а овој упати силен удар, но во влезениот голман Заов одбрани и сролајќи ја топката во корнер. Нова шанса за домаќините создаде Јанковски, одлично центрирајќи, а Денковски со врвот на копачките не успеа да го изненади овој пат внимателниот голман Заов. И овде некаде беше крајот на овој исклучително фер и коректен надпревар на кој играчите на обите екипи заслужуваат честитки. Ниту еден намерен прекршок, ниту еден картон. Така да судиската тројка откочени на чело со Горан Георгиев одлично си ја завршија работата, така да празни беа и без забелешки остана и тефтерите на делегатот Игор Данилов откочени и на контролорот Јохан Караколев во Штип. Објективната публика во Пекчево со аплауз ги награди сите актери на теренот. Ajde Kano, ajde Kano. Ajde Kano, čekaj, čekaj. Hadi na telefone. Прво коло кид го Пехчево Зрновка. Победа од 9:0 до мене капитенот Андер Симевски, коментар за денешниот надпревар. Денес во Пехчево се одигра квалитетен надпревар со многу голови во корист на наша полза, се разбира. И оваа прилика користам да кажем дека оваа сезона ќе газиме и ќе бидеме прво место во трета лига Исток и ќе се бориме за втора лига, влез во втора лига. Ти си голгетер на екипата, меѓутоа денеска немаше гол, меѓутоа твоите колеги доволно се докажа одигра ефикасен надпревар, што ќе рече дека колективната игра доаѓа до израз. Па да, точно, не мора секогаш да се постигнуваат голови од поединци, што секогаш скоро на сите утакмици постигнуваат голови. Па тоа екипа да се победува, не е само индивидуална игра, да се даваат голови. Во второто коло дерби надпревар на Истокот во славно Ново село, Кежевица, Кидго. Па да, ќе биде интересно и доста возбудливо, но се надеваме дека ќе биде лесно за нас и во исти ритам влегуваме и во оваа утакмица. Благодарам ти, посакувам многу голови во оваа сезона. Благодарам и на вас и поздрав до телевизија Ирис. Стојан Нане Станоевски, еден од тренерите во екипата на Кидго Пехчево. Коментар за денешниот надпревар доста ефикасен, меѓутоа доста публика што изненадува и пред се пријатен надпревар. Па, ова е прва утакмица на ФК Кидго Пехчево. Екипата е многу добро припремена. За жал, од другата страна слаб противник, ФК Зрновка од Зрновци. Ама тоа е тоа. Мислам дека публиката се враќа на градскиот стадион во Пехчево. Наредните надпревари сигурно ќе има повеќе публика и се надеваме дека ФК Кидго Пехчево ќе продолжи со уште поубави игри,
Реков на почетокот, екипата е добро припремена физички, психички, технички и се надеваме дека оваа година ќе го освоиме првото место и ќе влеземе во повисок ранг на надпревари. Веќе во недела ново дерби во славно Ново село, Кежовица Кидго. Па ќе биде тврд надпревар, знајќи дека ФК Кидго Пехчево има играчи од Штип и мислам дека овие играчите на ФК Зрновка ќе сакаат да покажат добра игра, да се надпреваруваат и мислам дека ќе биде неизвестен, ама сепак прогнозирам победа на ФК Кидго Пехчево. Да се вратиме на младинските екипи. Знаеме дека ево од ова сезона никна една нова генерација, како идат подготовките со најмладите категории. Па ние од 1 август почнавме со припреми, полека се подготуваме за надпревари во Источната фудбалска лига за пионери и петлиња. Надпреварите ќе почнат на 23 септември. Мислам дека сме спремни, ќе играме со генерации 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010. Они така се надпреваруваат повише рекреативно. Колку ги имате на број и дали важи она седакме дека може да се врши уписи на нови членови? Па имаме од овие генерации што ги кажав, имаме околу 40 дечиња и во секое време сме отворени за да примеме нови членови од околните села. Со мојот колега Маријанчо Тодоровски планираме да одиме во село Црник, во село Умлена, село Робово, да видиме некои дечиња таму од основна школа, да видиме кои се талентирани и да ги доведеме тука да тренираат и да играат за ФК Кидго пионери. Благодарим, посакувам успешна сезона. Благодариме на вас, Ирис телевизија. Еве ги комплетните резултати од ова прво коло. Кежовица Брегалница Голак 5:0. Петар Левков, Игор Анакиев и Михајло Попдимитров стрелци на по 1 и Мартин Ташов стрелец на 2 гола за Кежовица. Кидго Пехчево Зрновка 9:0. Рудар 1947 Малеш 1:1 и Овчеполе Слог 1934 2:1. Второто есенско коло на програмата ќе биде во недела на 17 септември, во која се очекува вистински фудбалски празник во славното Ново село, каде што ќе се сретнат Кежовица и Кидго Пехчево. Екипата на Кежовица успеа повторно да се врати на фудбалската карта на Македонија и незиното раководство успеа да обезбеди услови за добар тренинг на прекрасниот терен. Се реконструираше собликувалната, се оградува теренот, а наскоро треба да никне и една трибина. Ова ќе биде убава можност љубителите на фудбалот во Ново село и во Штип да дојдат и да го проследат овој надпревар на овие две екипи кои негуваат добар фудбал и традиционално одлични и коректни пријателски односи. Еве ги комплетните двојки за второто коло. Брегалница Голак Слог 1934, Малеш Овчеполе, Зрновка Рудар 1947 и Кежовица Кидго Пехчево. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 17 септември со почеток во 15 часот и 30 минути. Драги гледачи, благодарам за вниманието, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!